Новото лице на Димитар Беровски бе старите диви костени ги налути беровчани. 55-годишната Славка, која живее на главната улица во Берово, не сака да се откаже од дрвата, нивната ладовина и спомените што ги будат за старото Берово. Вели дека овие дрва се символ на Берово и Малешевијата. Сечењето на 20-тината дрва од страна на локалната власт за да се изгради Беровскиот плоштад, таа го смета за грешка. Најголема грешка се прави, ја опустошија улицата. Дрвјата беше украс на цело Берово. Овие дрвја се некаде садени околу 60-тите години, мислам дека има повеќе од 50 години, али воопшто не се гнили. Реакција стигна и од екологистите. Веројатно меѓу нив има дрвјата кои треба да се исечат, кои значи представуваат опасноста, меѓутоа да се сите дрвја болни, да се сите засечени, тоа не е веројатно. Би сакале да ги знаеме експертите кои донеле таква одлука. За општината градењето на плоштадот е децениски проект, се работи по проект и по одлука донесена од експерти. И ризик е ако ги оставиме дрвата кои се 60-70 години, и така е во проектот, тоа е предвидено, јас верувам на комисијата која е тогаш формирана од тогашниот совет и еве ќе работиме по проектот, да не се секираат граѓаните, дрва ќе насадиме нови, поубави. На новиот плоштад во Берово треба да има нова летна сцена, фонтана, тревници и целиот плоштад ќе биде поплочен со гранитни плочи произведени во Македонија. Плоштадот е со површина од 2700 метри квадратни. Инвестицијата од 6 милиони денари е од Швајцарската агенција за развој, а со 3 милиони учествува општината.